Што? Со сунгер, креда и табла пред него, првиот дипломат Бујар Османи во стил на професор во средно училиште реши да не убедува зошто требало да ги прифатиме уставните измени. Ни објасни што содржала преговарачката рамка, имала општ и посебен дел. За општиот немало гласање од земјите членки, односно треба да ги прифатиме уставните измени и да добиеме таа втора меѓувладина конференција. Во општиот дел се така наречените општи одредници од преговарачката рамка, за кои што нема извештај, нема писмен извештај од страна на комисијата и за кој нема да има гласање од земјите членки, односно од Европскиот совет. Османи сепак е контрадикторен. Во еден дел од предавањето вели дека Бугарија веќе не може да не блокира врз основа на преговорите со нив, но во друг дел вели дека тоа е можно кога ќе се отвори поглавјето за малцинските заедници. Во еден од патоказите, патоказ за владење на право, се наоѓа акциски план за малцинства. Акциски план за малцинства. Само ова прашање од, ако може да кажеме, од односите со Бугарија, е одредница за кој што ќе има писмен извештај и ќе има гласање. И евентуално може да биде некоја хипотетичка пречка. За уставните измени консензус нема, ниту пак има поддршка од мнозинството граѓани, сепак и тие да поминат во земјава нема да бидат гаранција за брзо членство во ЕУ. Тоа го признава и самиот Османи, кој е свесен дека ќе мора да исполниме уште многу за надминување на пречките и критиките за реформи во делот на владењето на правото, правосудството и корупцијата, кои се клучни сегменти за европскиот напредок. Тие се дел од 35-те поглавја кои може да бидат пречка на Македонија на патот кон Брисел. Овие скалила се всушност 35-те поглавја. За секое отварање на поглавје и затварање на поглавје треба да се исполнат одредени услови кои се нарекуваат одредници. И имаме одредници за отварање на поглавје, одредници за затварање на поглавје. За тие одредници има писмен извештај од Европската комисија и има гласање од страна на земјите членки. Инаку со прифаќањето на францускиот предлог пред една година Македонија доби меѓувладина конференција за сликање, а за реален старт на преговорите со ЕУ ќе мора да ги внесеме бугарите во уставот, а потоа и да работиме на многу други полиња доколку сакаме членство во Европската унија.